Вести на Канал 8. Добро вечер. Кандидатот на СДСМ за претседател на државата Стево Пендаровски оствари промотивни посети на Кочани и неколку населени места во регионот. При тоа имаше средби со граѓаните, на кои им презентираше дел од своите програмски определби, со кои ја бара довербата од нив. На вториот ден од кампањата за претседателските избори, кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски дојде во Кочанскиот регион. На повеќе локации во градот и населените места се сретна со групи граѓани и во непосреден диалог ги изложуваше сопствените видувања за иднината на државата. Тој рече дека има разбирање за проблемите со кои тие секојдневно се среќаваат, а поради што не гледаат добра иднина за себе и своите семејства. Според Пендаровски, источниот регион на Македонија е еден од најзапоставените во државата и во економска и во демографска смисла. Таквата состојба е неповолна за сите, па луѓето барале начин на други места да си ја обезбедат екзистенцијата. Овој регион по сите статистички показатели има најголем одлив и на млади и на оние што може да заминуваат од државата. Че ова е опустошен регион и моето длабоко уверување е дека тоа се должи на политиките на централната власт, која мисли дека треба само Скопје да се развива во еден сегмент, а регионите да умираат. Пендаровски смета дека граѓаните треба со свој ум и без страф да одлучуваат на престојните избори за политичката опција за која сметаат дека е подобра. Она што во изминатиот период и по 2 дена од почетокот на изборната кампања го забележал, го оценува како негативно. Гледам меѓу луѓето со кои денеска се среќавам дека има голем страф, голема резерва, страв како ќе биде на денот на избори, дали некој ќе ги одбележи, дали утре ќе им укине некаква субвенција по тој основ, да им кажам дека теоретски шанси нема некој да ги одбележи и да ги санкционира заради своето политичко мислење. Значи да си гласаат како што мислат по свое убедување, со своја глава и при тоа да имаат само една мисла во главите. Како да биде подобро од утрешниот ден понатаму за нив и за нивните деца. Според Пендаровски, никој во Македонија не смее да наметнува политички став кон никого, односно гласачите сами да решаваат според изложените политички понуди и неговата и на неговите опоненти. Кандидатот на социјалдемократите за претседател на државата рече дека граѓаните не треба да им се плашат на моќниците на власт, без разлика дали се од нивната локална средина или доаѓаат од Скопје. Во рамки на престојот во регионот, Пендаровски посети и населени места во општината, а престојуваше и во соседните Чешиново, Облешево, Зрновци и Виница. Одделот за интензивна нега во Кочанската општа болница ќе се реновира. Истовремено тече и оглас за избор на фирма што ќе изврши набавка на медицинска опрема за акушерското и другите оделенија во болницата. Близу 170.000 денари се планирани да се инвестираат во комплетна реконструкција на одделот за интензивна нега на интерното одделение во Кочанската општа болница. Предвидено е со овие пари да се постави нов хомоген ПВЦ под, да се променат ѕидните плочки, да се изврши варасување на просториите, на прозорците да се постават нови венецијан завеси и да се набави нов медицински мебел. Тендерот за избор на најповолен изведувач на работите и добавувач на мебелот веќе е објавен и трае до крајот на овој месец. Истовремено од болницата планираат да потрошат над 75.000 евра за набавка на нови апарати и медицинска опрема. Тие ќе бидат наменети за акушерското и другите одделенија. Според спецификацијата, предвидено е да се набават ехокардиограф со кардиолошка и абдоминална сонда, нов ЦТГ и 12-канален ЕКГ апарат. Исто така, болницата ќе се поднови со комплетен акушерски бокс, аспиратор за новороденчиња, апарат за ултразвучна терапија и друга апаратура. Понудите од добавувачите за опремата се очекуваат до 10 април, а доставувањето и инсталирањето ќе биде сукцесивно најдоцна до крајот на годината. Од раководството на општа болница потврдуваат дека возниот парк на установата ќе се збогати со уште едно санитетско возило. Набавката на опремата е дел од плановите за подобрување на услугите за пациентите од општината и регионот, со што ќе се заокружи модернизирањето на одделенијата, откако претходно се набавени хематолошки бројач за испитување на крвната слика, како и апарати за испитување остеопороза и колкови кај бебињата. Туберкулозата во Кочани нема загрижувачки размери, иако секоја година се регистрираат просечно по 10 заболени. Загрижуваат прогнозите во врска со болеста што се даваат на глобално ниво. Во тековната 2014 година нема регистрирани новозаболени од туберкулоза во Кочани, информира од Центарот за јавно здравје.
Последните 5 години во општината се регистрирани 46 случаи на заболени од туберкулоза, на годишно ниво во просек по десетина. Според епидемиологот доктор Натка Карамфилова од Центарот за јавно здравје, бројките се релативно ниски и далеку од загрижувачки. Таа смета дека оспоруваната вакцина против туберкулоза го дала очекуваниот ефект, поради што болеста е ставена под контрола, за разлика од порано, кога и морталитетот предизвикан од туберкулоза имаше висока стапка. Во Кочани постоеше диспанзер, но неколку години наназад тој не е во функција. Ревакцинацијата против туберкулоза кај 7-годишните деца од годинава се укинува по препорака на Светската здравствена организација. Оваа измена во редовниот календар за имунизација веќе е предвидена во превентивната програма за оваа година, но официјално ќе стапи во сила кога ќе излезе во службен весник. Лекарите велат дека и во 21. век оваа болест поврзана со сиромаштијата и лошите хигиенски услови останува потенцијална опасност за ризичните групи. Иако лекувањето на туберкулозата е бесплатно, земјава се уште не може драстично да го намали бројот на заболени. Бидејќи болеста е долгорочна и инфективна, надлежните велат дека за справувањето со неа неопходна и поддршка од властите. Во 2013 во Македонија се регистрирани 323 случаи или за 32 помалку од предминатата 2012. Инфекцијата на туберкулоза посебно е тешко да се утврди кај децата поради тоа што на таа возраст изгледа поинаку во споредба со возрастните. Болеста е предизвикана од бактерија која ги напаѓа белите дробови и се шири со човечки контакт преку искашлување на заразено лице. Од туберкулоза отпорна на лекови во 2012 според Светската здравствена организација во светот заболеле околу половина милион луѓе, а проценките говорат дека до 2015 ќе се заразат до 2 милиони луѓе. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево ќе го менува изгледот на досегашното знаме и грбот на општината. Огласот за ново идејно решение е актуелен, а за најдобриот дизајн предвидена е и парична награда. Нов изглед на општинскиот грб и на знамето бара локалната самоуправа на Чешиново Облешево. Досегашното решение на обележјата на општината ќе се менува, со намера да се изнеде такво што подобро ќе ги отсликува карактеристиките на регионот. Од општината веќе е распишан јавен конкурс за прибирање идејни решенија и како што е нагласено во него, при изработката потребно е да се применуваат хералдичките и вексилолошките правила за креирање на грбот, односно знамето. Исто така, идејните решенија треба да бидат изработени со стилизиран приказ со употреба на символи кои се инспирирани, односно произлегуваат од македонската историја, од традиционалните обележја на општина Чешиново Облешево, како и од културното наследство, обележјата кои произлегуваат од прегласувањето за село на Штркот, како и од природните реткости, географските и другите карактеристики за ова поднебје. Конкурсот е јавен и анонимен, а право на учество имаат домашни, физички и правни лица. Изборот на идејните решенија ќе го изврши комисија која со мнозинство гласови од незините членови најдобрите идејни решенија ќе му ги предложи на усвојување на Советот на општината. Доколку нема соодветен предлог, комисијата има право да не избере ниту еден од добените трудови. Ако пак пристигнатите идејни решенија ги задоволуваат елементите и критериумите од конкурсот, Советот на општина Чешиново Облешево ќе додели награди, при што вкупниот фонд ќе изнесува 10.000 денари, односно поодделно по 5.000 за решенијата за знаме и за грб. Проблемот со невработеноста во Кочани се почесто се решава со вработување во соседните општини. Лицата кои бараат работа велат дека се подготвени секојдневно да патуваат и на подолги релации за да најдат работен ангажман и екзистенција. Непишаното правило работа да се бара во местото на живење веќе не важи. Така е барем теориски, а во практика тешко дека може да профункционира. Недостатокот од слободни работни места и големата невработеност ги принудуваат граѓаните да побараат работа во некои од соседните градови. И помладите и постарите велат дека секојдневното патување од дома до работното место и назад не би им представувало пречка, без разлика на оддалеченоста што треба да ја поминат. Сепак, во практика, мислењата се поделени по ова прашање. Па, дека подобро таму ќе работам. Што е Кочани Штип, например? 30 км, ништо. Па, ако најдам работа, би патувало. Исто мажа ми работи у Шведска и оне, там. Нема тука за младите работи. Не би патувал. Зошто? Па затоа што в Кочани има многу фирми,
Не би патувал во друго место. Тука е, мислам, подобро и за превоз и за се. Освен јавно искажаните различни ставови дека невработените се подготвени да патуваат и во други градови ако најдат работа, и во практиката тоа се покажа така. Заради ова, пред една година пропадна и така наречената мерка за мобилност на работната сила, со која беше предвидена финансиска помош за сите што ќе најдат вработување на оддалеченост од над 60 км од местото за живење. За оваа мерка државата имаше предвидено и 3,7 милиони денари во вид на субвенции, односно по 185.000 денари по вработен. Сепак интересот да се искористи ваквата помош беше никаков. Таквиот случај не е само со невработените во Кочани, туку и во целата држава. Македонските граѓани тешко се откажуваат од навиката да бараат работа таму каде што живеат, без оглед што тоа може да трае и со години. И во Виница одредени местата и редоследот за изборно плакатирање за предстојните председателски избори. Ждребувањето се одржа во просториите на локалната самоуправа. Единицата за ВМРО ДПМН и коалицијските партнери, двојката за ГРОМ, тројката за СДСМ и коалицијата и четворката за председателскиот кандидат на ДПА. Ова е редоследот за изборно плакатирање кој треба да го почитуваат политичките партии во Виница. На ждребувањето што го организираше локалната самоуправа, официјални представници имаше само од двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ. Одобрението за истакнување на изборни плакати, градоначалникот на општина Виница ќе го издаде во рок од 3 дена од денот на одржаната ждребка. Местата определени за бесплатно истакнување на изборните плакати за председателските избори се улицата Илинденска над зидот после памучниот склад, истата улица над зидот под регионалниот пат Р527, улицата Ванчо Праке над зидот под киносалата. По завршувањето на изборниот процес, партиите се должни пропагандниот материјал да го отстранат од наведените места. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в среда 26 март ќе останат дел од корисниците во село Горни Подлог. Прекинот ќе биде во периодот од 11 до 13 часот и 30 минути. А како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тој реон. Следуваат информациите од спортот. Карате клубовите Партизан и Ипон со одлични остварувања на поединечна и екипна конкуренција на турнирот во Власотинце. Турнирот има меѓународен карактер, а кочанските клубови оттаму традиционално се враќаат со голем број медали. 55 медали, од кои 23 златни, 13 сребрени и 19 бронзени, освои карате клубот Партизан на 12-тиот Шотокан Куп 2014 што се одржа во Власотинце, Република Србија. На турнирот учествуваа 370 каратисти од 35 клубови од Македонија, Србија, Бугарија и Црна Гора. Карате клубот Партизан го представуваа 40 надпреварувачи. Дел од нив се надпреваруваа во неколку категории, што е причина бројот на освоени медали да биде поголем од бројот на учесници. Златен медал во дисциплината кати освоија Дамјан Велков, Давид Пецов, Андреј Димов, Надица Манасиева, Сандра Демитрова и Михаил Митев. Со најсјајното одличие во дисциплината борби се закитија Мартин Стоименов, Димитар Јакимов, Стојан Лазаров, Иван Величков, Жарко Божинов, Роберто Здравковски, Ангел Митев, Павел Димитриев, Мартин Божинов, Мартина Шахинова, Ива Таушанова, Кристијан Грозданов, Михаил Крстов, Василија Христик, Ѓорги Петров, Клементина Донева и Иван Трајчев. Со овие резултати, карате клубот Партизан се пласираше на првото место во екипна конкуренција, со што го освои Гран Прито на годинешниот Шотокан Куп 2014. Одличен резултат во Власотинце оствари карате клубот Ипон. Во дисциплината кати во индивидуална конкуренција до злато дојде Клаудија Ѓоргиева. Сребрени медали освоија Ангела Штериова, Ангел Стојанов, Ѓорги Митев и Благица Ристова, додека до бронза стигнаа Даниела Николовска, Ангел Стојанов и Клаудија Ѓоргиева. Со бронза на наградите се закити и мешаниот ката тим на Ипон,
Во состав Клаудија Георгиева, Ангел Стојанов и Благица Ристова. Методи Максимов ги задоволил критериумите на фудбалскиот клуб Арсенал на кампот во Солун и повторно е повикан за учество на изборен турнир, што ќе се одржи по 2 месеци. Кочанскиот фудбалер во Грција се представил во добро светло, што му овозможи стекнување уште едно огромно искуство. Младиот кочански фудбалер Методи Максимов се врати во Кочани по престојот во Солун. Според информациите од таму, тој ги задоволил критериумите на фудбалскиот клуб Арсенал и заедно со уште неколкумина врсници на 10 мај исто така во Солун ќе учествува на уште еден камп за млади фудбалери од Југоисточна Европа. Максимов е задоволен од прикажаната игра во тренинг кампот, а таков е впечатокот и на скаутите од лондонскиот гигант. На кампот во Солун учествуваа околу 200 деца од земјите од регионот. Тренинзите и надпреварите беа поместени во 4 дена. Максимов за учеството на кампот се подготвуваше 2 месеца. Друг македонски представник таму беше Филип Костовски од фудбалскиот клуб Ѓорче Петров од Скопје. Тие двајца претходно го поминаа првиот филтер, кампот во Дојран, што беше организиран во соработка со топџиите на кој учествуваат деца од Србија, Албанија и Македонија. Методи Максимов е член на фудбалскиот клуб Кочани и игра на позицијата десно крило. Временската прогноза е последната информација во вестите. Останете со Канал 8.